И ете повторно во Македонија доаѓам. Вистината на светот да ја соопштам, дека преку вас, македонци, спасението на родот човечки се објави. Вие со расширени раце ме примивте и со срце кое беше желно не за било која вистина, ами за Христовата. Вие, македонците, бевте најдарежливи меѓу дарежливите и најверни меѓу верните, а денес со распарчена татковина и со името свето нагрдено, понижени и непризнати од некои празни глави кои доброто ви го заборавија. Затоа повторно при вас доаѓам и како некогаш Лидија Македонката што срдечно ме угости, повторно при вас топло огниште да најдам. И сите зли заговори против вас од вашите душмани, Бог ќе ги разори, затоа што вие сте чеда на Севишниот, запишани на небесата. Павле чекореше по патот кон Дамаск. Во срцето носеше ревност, но не ја познаваше вистината. Одеднаш небото се отвори со светлина посилна од сонцето. Земјата под него замолкна, а времето како да застана. Тогаш се слушна глас: Савле, Савле, зошто ме гониш? Треперејќи, Павле праша: Кој си ти, Господи? А гласот одговори: Јас сум Исус, кого ти го гониш. Во тој миг падна не само неговите очи, туку и гордоста на неговото срце. Гонителот стана ученик, противникот стана сведок. Савле стана Павле, Христов апостол. Денови и ноќи поминуваше во молитва. Му се предаде на Господа со сето свое срце. И една ноќ, додека одмораше по молитвата, Господ му покажа видение. Пред него стоеше човек, македонец. Лицето му беше исполнето со надеж и копнеж. Со испружени раце го молеше: Премини во Македонија и помогни ни. Делат 16:9. Павле се разбути длабоко потресен. Знаеше дека тоа не беше обичен сон, тоа беше Божји повик. По тоа видение веднаш посакавме да тргнеме за Македонија, бидејќи разбравме дека Господ не повикал таму да го проповедаме Евангелието. Дела 16:8-10. И така апостолот тргна кон Македонија, преку морето, низ бури и неизвестности, носејќи ја најголемата порака што светот ја слушнал, веста за воскреснатиот Христос. Во македонските градови најде луѓе со отворени срца, најде вера среде сиромаштија, љубов среде страдања и дарежливост
што ги надминуваше човечките мерки. Подоцна, додека пишуваше до црквите, Павле со восхит сведочеше за македонците. Не само во проповедите, туку првенствено во посланијата, бидејќи првото свое послание од сите 14 апостолот Павле го напишал за македонците и го испратил во Македонија. Филипјани 4:15. А знаете и вие, Филипјани, дека во почетокот на проповедањето на Евангелието, кога заминав од Македонија, ниедна црква не беше со мене во давање и примање, освен единствено вие. Солуњани 1:7. Така што им станавте пример на сите верници во Македонија и Ахаја 1:8. Зошто од вас Господовото слово се разгласи не само во Македонија и Ахаја, туку вашата вера во Бога се расшири во секое место, така што нема потреба ние да зборуваме нешто. 4:10. А вие го правите тоа кон сите браќа во цела Македонија, но ве молиме, браќа, да го правите тоа уште повеќе. Така Македонија остана запишана во историјата на црквата како земја што го чу повикот на Евангелието, земја на гостопримство, вера и пожртвувана љубов. А Павле никогаш не го заборави оној ноќен повик на македонецот што го промени текот на историјата. Премини во Македонија и помогни ни. Дела 16:9. И тој дојде, а со него дојде и светлината на Христовото Евангелие.